Последното издание на професорот Марко Китевски "Македонските празници и празнични обичаи" е резултат на неговото 4-децениско истражување што го врши на македонските верници, светители за празниците, за обичаите и верувањата. Покрај податоци за светецот што се празнува, во книгата се изнесени и податоци за македонските обичаи и верувања, потоа светците што се поврзани со култни места, со свети води или свети дрва и на друг начин, што е влезено во македонската традиција. Значи, сето она што од христијанството во овие 2 милениума влегло во македонската народна култура, нашло место во оваа книга. Повеќе од 100 празнувања, празници се обработени во оваа книга. Обичаите и посветувањето на празниците се уште се негува во нашата држава со исклучок на некои мали отргнувања од традицијата. Македонскиот народ љубоморно ги чува и ги празнува своите традиции, меѓутоа мора да се има предвид дека во празнувањата има многу суеверие, многу верувања и суеверија кои што постепено се губат или се изменува. Знаете, во обичаите многу нешто се менува, се додаваат некои нови форми на празнување, па тоа е и во празнувањето на овие светителските празници, покрај семејните се разбира. Меѓутоа, се уште многу нешто од тие стари пагански верувања и суеверија е одржано во празнувањата. Тука можеме да кажеме и за постоењето на верувањата во некрстените денови, потоа празнувањето на великите четвртоци и така натаму. Значи, многу нешто се уште постои од тие верувања и суеверија од минатото. Македонија представува лулка на христијанската вера, а Китевски уште на почетокот го потенцира овој податок. Свети апостол Павле, по тоа негово видение, кое што често се цитира, кога бил повикан во Македонија да го шири христијанството, тој дошол на овие простори и христијанството практично од тука е проширено во Европа. Значи, Македонија била вратата низ која христијанството влегло во Европа. Тука се добиени првите битки со суеверието, со паганството, со неверниците и така натаму. Значи, Македонија представува еден вид порта низ која што христијанството влегло во Европа. Потоа книгата е поделена на 2 дела. Најпрвен се застапени неподвижните празници или постојани празници, како што ги викаме. Тоа се оние кои што се одржуваат на ист датум. Знаете, такви се Божик, Бадник, Василица, Водици, Митровден, еве Петковден. Вториот дел е посветен на празниците кои што го менуваат датумот. Тие се зависни од Великден најчесто. Такви се Прочка, Тодорова сабота, спомнавме Великден, па Спасовден, Духовден и така натаму, некои други празници. Значи, вториот дел е тоа и третиот дел е посветен на некои други прашања кои што се од интерес на верниците, како например значењето на постот, потоа светите тајни, крштевање, венчавање и така натаму. Оваа книга представува вистински учебник за празниците и празнувањата, за обичаите и суеверијата и секој верник би требало да ја има во својот дом.